Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Возлюбени празниколюбци, секое време е проникнато од Божјата промисла и на човечкиот род секогаш богомудро му се нуди вечното спасение. И во овие времења преполни со соблазни искушенија, со војни и судири, со присилни преселби и селидби, ние христијаните сме повикани овде на земјата да шириме пораката од небото, пораката за љубовта и правдата, за мирот и вистината. Какви неволји и тешкоти да не снајдат, не треба да очајуваме, ниту да се обесхрабруваме. Возлюбени родолюбци, па да се бори за собствената слобода не значи секогаш да земеш оружје в рака, таа треба да биде пред се духовна и праведна, а тоа значи да се вооружиме со Христовите добродетели на љубовта и вистината, на слогата и единството, за да им одолееме на неправдите и за да го победиме сето она што надалечува едни од други и од нас самите прави туѓинци и противници. Само сплотени и едномислени, исполнети со страв Божи и со достојна почит кон своето, ќе чекориме по вистинскиот пат, носејќи вистински решени и одлуки за сите и секогаш. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, полезно е постојано да се потсетуваме на нашето минато, зашто тоа не поучува и не упатува како треба да ги градиме и да ги живееме нашата сегашност и нашата иднина. Чувањето на собствената историја и на се што е наше и непоколебливото живење по Христовата вистина е најцврстиот темел и гаранција за нашата државност и за нашата слобода, но и потврда за основаноста на нашата црковна автокефалност. Драги наши празниколюбци, возлюбени во Господа, и ова наше време бара да ја чуваме и браниме нашата македонска вистина, каде и да живееме во татковината или раселени по светот, само вооружени со Христовата вистина и не заборавајќи ги аманетите од нашите достојни предшественици, посветени духовници и славни јунаци. Секој родолюбив подвиг е оправдан само ако е во името на правдата и вистината и ако е вдахновен од љубовта кон Бога и во одбрана на својот народ. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, еве и денеска сме тука да се бориме за собствената слобода. Полезно е постојано да се потсетуваме на нашето минато, како што треба да ги градиме и да ги живееме нашата сегашност и нашата иднина. Годишнините не се само поминато измерено време, туку настани што постојано поменуваат и поучуваат. Нека ни е вечна Охридската Македонска православна црква, нека ни е вечен Илинден и нека ни е вечен споменот на сите борци за духовна и национална слобода на Македонија, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Здраво, јас сум Тони Пандиловски, лани ми падна паричето, годинава сум јас кум, сакам да продолжи традицијата и понатака, па здравје и до година да бидам сакам исто кум, со Господ напред. Ги поканувам сите да дојдат што помасовно луѓе од цел свет, да посетат храмот Свети Илија.
Денешен ден нека ни е за убаво. Господ здрави и среќа дава на сите. Како прво, овдека сум доста време и сакам и понатака си бидам, али на денешен ден решивме да и овој ден решивме како други година си правиме манџа, али лани беше посно, оваа година си е мрсно и за тоа си направиме гравче со сланина. Имаме и овдека подварок имаме, речи го компир манџа. И за тоа ги поканувам сите, и кој дошол и кој не дошол, да дојдат да видат како е у Луковица. Да се видиме за убаво само. Господ здрави и среќа нека дава. Еве овдека направено гравчето како за своја душа. Да дојдете да ми повелите да се видиме и да си каснете да си пробате од гравчето. И нека биде за многу години. Денеска славата се празнува 2 август у село Луковица. Доста има жители од страна, дојдени како гости, поканени са. Имаме и кровно друштво. Владичице, помози на ни милосердовавши, почтим се, погибаем од множества прегрешени. Не одврати Твоја рабишти, Тја во едину надежду имами. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, за да биде ова вода лековита за душите и телата на тие што ги пијат од неа,
и да биде ова вода гонителка на секаква лукава, ѓаволска непријателска сила и моќ, се молиме на Господа. Господи помилуј, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија со сите свети, самите себе еден други си од свој живот на Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи, зашто си добар и човеколюбец Бог и на Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, на сопротивнија дарујај. Ти ги принесуваме, Господи Боже наш, овие бескрвни жртви, прими ги во Твојот свет, над небесен, духовен и мисловен жртвеник, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Слава и чест на светиот пророк Илија, Ти ги принесуваме, Господи Боже наш, овие бескрвни жртви, прими ги во Твојот свет, над небесен. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеником радованием, и же проповед Троица единослушная, и Царие великой, Дева имя во чреве, и роди Сина Емануила, Бога же и человека, высоким я Ему, Его же величающе Дево, ублажаем. Ей, ке биде Христос посреди нас, ей, ке биде. Уште се молиме за Бошковски посреди нас, ей, ке биде Христос посреди нас, ей, ке биде. Благословени наше Боже, што е на себе секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш, кој си на небесите, да се свети името Твое, да биде царството Твое, да биде волјата Твоја, да Yes! Lily od Kajmu, vaše да се го молиме на Ми се падна паричето на овој убав ден. Им честитам на сите празникот, посплотени, повесели и се најубав. По трет пат ми се паѓа паричето, сакам да продолжи традицијава, да биде све убаво и појче кумој да има и да биде што побројно и побројно наредни години.
Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведуве во искушение, но избави од лукавиот, зашто Твое царството, силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го дењето и пиењето на Твоите чеда, умножи го во ова село, во овој град, во нашата татковина и сите Твои верни православни чеда, умножи го секоја храна, секој изобилство, секоја земна и небесна благодат, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Нека е за многу години, живи здрави, до година уште побројни и повесели. Амин. Овој традиционален празник во село Луковица се празнува подолго време, над 40 години, можда и поќе. Све е добро, али во селово наше поради патот, послабо луѓе се одбивале овде, доваѓале. Али го направија до негде и го ставија така. Вака, за путот ни обеќаја дека ќе го допре уште километар и 700 и еден апел до градоначалникот на општина Женино, пошто изворите нас се намалуваат за вода за пиење, а селото се шири, ако може нешто да ни помогне во однос на наоѓање вода или копање бунари, за да се прошири селото уште, за да има народот вода.